Почитувани мои сограѓани, поминаа 365 денови од моето последно новогодишно обраќање до вас. И тогаш, како и низа години наназад, од длабочината на моето срце и душа ви посакав добро здравје, исполнување на сите ваши желби и остварување на сите ваши соништа. Сега, кога сите правиме резиме на годината која си заминува, вие најдобро знаете колку од тие мои и ваши желби станаа реалност. За некој оваа година беше успешна, за друг помалку успешна или во рамките на своите очекувања. За трет пак беше таа година исполнета со незадоволство и разочарување. Велат дека домашниот есап на пазарот не излегува. Колку и да се разликуваат нашите индивидуални гледишта за 2013 година, мора да се признае дека севкупната оценка е незадоволителна. Беше тоа година на многу слабости и недоречености. Година на продлабочување на отуѓувањето и меѓусебната недоверба. Година на нарушување на традиционалните вредности. Година на нагласена сиромаштија. Социјална неправда и борба за гол опстанок на луѓето и нивните семејства. Година на многу несрекни судбини и изгубени надежи. Беше тоа несомнено година во која песимизмот извојува победа над оптимизмот. Мора да си признаеме дека татковината не оди во посакуваната насока. Дека во моментов Македонија е во потрага по изгубениот компас. Во вакви услови, граѓаните се тие кои ни криви, ни должни, најмногу го почувствуваа на сопствена кожа назадувањето на состојбите во општеството. Се разбира, никој од нас не смее да се помири со таквата состојба. Секој граѓанин заслужува да има повеќе од колку што има. Секој граѓанин заслужува подостоинствен живот. Секој граѓанин заслужува да биде разбран, почитуван, спокоен, радосен и среќен. Оти во сето тоа е смислата на нашето живење. И сега, кога се разделуваме од една и дочекуваме друга година, мора да знаеме дека новогодишната ноќ нема волшебно стапче со кое преку ноќ ќе ни ги направи нештата подобри и поубави. Треба да бидеме свесни дека по 31 декември доаѓа 1 јануари, дека по 2013 доаѓа 2014 година, а мигот кој ќе ги спои едното со другото е само можност да ја славиме надежта како неопходна водилка низ нашите животи. Но тоа е мигот кога мора да се почувствуваме подготвени за нови предизвици, за нови искушенија и за нови можности кои ќе бидат исправени пред сите нас. Каква ќе ни биде годината зависи од нашата волја и одлучност да се справиме со сите бариери кои ќе ни го попречуваат патот до посакуваната цел. Мора да ја избришиме од умот помислата дека други треба да бидат креатори на нашата иднина. Не е попусто кажано дека секој е ковач на сопствената среќа. Ако е така, тогаш ајде сите заедно да ја исковаме нашата колективна среќа, како виза за помирна, поспокојна и посигурна иднина. Кај вас, почитувани мои сограѓани, е и каменот и оревот. Кај вас е гумата со која можете да ги избришите стравот, молкот, очајот, неправдата, песимизмот, немирот и сиромаштијата. Џабе ни се празнувањата, ако не ни празнува душата. Џабе ќе сме побогати за уште една нова година, ако ни се посиромашни трпезите. Јас добро знам дека заедно со вас ќе извојуваме нови битки за поубава, посрекна и понапредна струмица. Но каква полза од тоа ако не ни е напредна Македонија? Драги мои сограѓани, нека новата година биде година по ваша мерка. Нека биде таа година на позитивна пресвртница во сите можни области од нашето живење. Ви посакувам здравје, лична и семејна среќа, берикет, љубов, благосостојба и успех во новата 2014 година.